Добро вечер, како што ме представи Бобан, председател на Сдружение. Јас сум Зоран Ристовски, бавам се со пчеларство од 2011 година. Прво сам бил член на ПЗ Пчела, па после купи кошници и почнав да се занимавам со пчеларство. Една исправка става на председател, не сум предавач, ова е презентација за мене. Предавачи може да, кога ќе магистрирам по пчеларство, тогаш можам предавање да држам, а сега ова за мене е презентација да ви кажам на кој начин јас работам. Значи, тоа што ќе видите, кога ја земав темата да ја работам, викам, што ќе зборам сега ја за седитбено пчеларење, ама кога размислив, секоја година имам преселено по некоја пчела. Така да, тогаш ми дојде концептот како да го направам и почнавме. Значи, ова е прва презентација за моето работење. Инаку, имам пчеларник моментално на едно место во Табановце. Пчеларам некаде зависно од година со 50, 60, 70, 80 кошници максимално до сега. Тоа планирам да ми биде фиксен пчеларник во Табановце. Имам еден плац во општина каде што ги носам пчелите, село општина, каде што ги носам пчелите зависно од времето кога треба, значи кога ќе се отвори пашата за драка. Само тој ми е моментално од оваа година сакам да го стартувам со и тој да ми биде стационарен пчеларник, значи да не ги селам таму пчелите, него да ги селам само од Табановце да зимам пчели. Значи тој е еден пчеларник, значи се занимавам од 2011, тогаш ги купив првите пчели. Почнав првиот ментор ми беше Новко Цаневски, покојниот. Па после, пошто видов дека со него не можеме заедно да работиме, е многу поспор, бидејќи постар човек, почнав со Царслав Ристовски, ради презимето, и така да со Царслав научивме едно 3-4 години заедно пчеларевме и веќе почнав сам да работам. Од производство на пчелини производи произведувам се, што и на вас ви го препорачувам, зашто тука е економската исплатливост на пчеларење со мал број на кошници. Кога почнав да пчеларам, после првата година, ова ми е дел од фамилија, они се секогаш покрај мене, значи за себе поддржаваа, уште тогаш. Имав инвеститори во тоа време, значи секој бив даде инвестиција да почнам со една кошница, секој даде пари да купам по една кошница и така почнав, ама сето тоа после се врати дупло, тродупло, али? Значи овие се луѓето за кои работам и за кои продолжувам понатаму се повеќе и повеќе да работам. На следниот слайд, овие две се оние што ме спречуваат, така речено, да го направам она што го имам замислено, значи да одидам на повеќе кошници, да отидам на повеќе пчеларници, али пошто детето ми е мало 3 години, оно си бара свое, работиме со, јас работам сам на пчеларникот, жена ми работи прва, втора, трета смена, така да тоа е, таму сум попосветен, значи имаме во животот сите од вас ке имале и ке имаат други приоритети освен пчеларникот. Инаку, како што рече Боби, јас сум до пред 20 дена работев во банка, 20 години работев во банка, сега сум во една градежна фирма и продолжувам, али ова не го оставам, пчеларството не го оставам нито. Значи, кога почнам да се бавам со пчеларство, си зацртав една цел, дека сакам да имам неколку пчеларници на неколку различити места во околина на Кумана. Али како созрева човекот, така доаѓа до нови идеи и викам зошто да купувам ја плацеви на сите 4 страни од Куманово, да кажеме на сите 4 страни на свет, кога можам да си купам една приколка со која што ќе ги селам пчелите и каде ќе посакам оваа година ќе си направам пчеларник.
Тоа беше во план и полека стигнав и до тој дел, мада и тоа си носи своји последици, не е секогаш така како што планираш, али добро, сега тоа се други околности, така да почнав да се занимавам со тоа, откако ја купив и приколката, почнав се повеќе и повеќе да селам. Зошто селење? Како прво, тоа е основното прашање за кое што сите треба да се запрашаме и зошто селиме пчели. Кога размислував неколку примери, неколку работи зошто ние го вршиме селењето, дојдов до заклучок дека не е само селењето за багрем, не е само селењето за поголема паша, туку ние селиме за поголем прилив на мед и по различни типови на мед. Освен тоа, можеме да вршиме селење и за подобро зимување на пчели. Значи, можеме да ги спуштиме доколку пчелите ни се некаде на суво, можеме да ги однесеме некаде покрај река, каде што во септември имаме уште полен, имаме уште нектар во природата, така да можеме да ги селиме таму, за да може по-успешно да зазима. Тоа е еден од рановите што го имав, замислите, ова беше се перга, за разлика од минатата година, кога овие ранови вапи беа само празни. Тука има селење и за поголем принос на полен, обично тоа го прават на... Да, тоа е думи. Одуздол. Свети или зелено? Задржи. Добре. Добра. Ама и изгъска не свети. Значи, селиме и за поголем принос од полен, тоа обично го работиме на улјена репица, некои го работат, јас тоа не го работам, значи не селам за полен, пошто во Табановци, каде што ми е моментално пчеларникот, има доволно количина на полен. И селиме нели со производство на нови пчелини семејства, собствени ресурси, значи тогаш мораме да ги тргнеме од пчеларникот каде што се направени пчелите, да ги однесеме на друг пчеларник, и тоа е селење, и таму има многу работа. И уште една од работите зошто селам јас, зашто ја тука во Табановци имам некаде околу 60 пчели. По сите литератури што ги имам прочитано, на еден пчеларник треба да се има од 35 до 40 максимум пчелини семејства. Ја тука со 60, ја ќе добијам истата количина на мед, само со повеќе работа и во повеќе пчелини семејства ќе биде распореден тој некај, доколку го има. Што значи, ја тука со селење го растаретувам овој пчеларник, за да не бидат 60 тука, него ставам на приколката, ги ставам дел од кошниците, после ќе дојдем и до тој дел да ви објаснам каква приколка имам и како работам со неја. Значи, ги ставам на приколка и ги носам на друга локација, каде што подалеку од оваа локација тука. Значи, тоа се некои основни работи зашто ние селиме, зашто јас селам пчели, не ние, јас селам пчели. Значи, кога почнам со формирање на оваа презентација, ги поделив на 4 основни точки, основни предуслови, кои се основни предуслови за селитено пчеларење, припрема за селење, опрема за селење и планирање и организација. Ова последното некако највише ми иде, највише сакам да планирам и да организирам. Основни предуслови. Кои се основни предуслови за селење на пчели? Да имаш пчели. Значи, да имаме јаки пчелини семејства. Џабе селиме пчели, слаби пчели. Имам неколку пати примери од моје искуство, значи каде што ќе селиш
послаба пчела, мислејќи, таа кога ќе отиде на драка, она до тогаш ќе се подразвие, сега нема, ама ќе се подразвие и ќе ни донесе нектар. Тоа не е точно. Со самото пчелење, ние, тоа го имам приметено, со самото селење на пчели, ние пчелата ја пресекуваме во својот развој и она во одреден период стагнира. Тоа не е толку долг период, али се приметува на одредени пчелини заедници. Значи, јаки пчелини семејства. Од што зависат јаките пчелини семејства? Значи, гледам да биде млада матица. Зошто млада матица, после ќе ги видиме и во другиот дел, затоа зашто младите матици имаат помалку, може да имаат помал нагон за роење. Значи, тоа е единствено, пошто вие кога ќе ги ставите на платформа како што ја имам јас, таму топлината ако на трева е 30 степени, сигурно на таа платформа е за 5 степени, може би повеќе, потопло. И они се позагушени, позатворени, го немаат оној природно лутирање, пошто ќе видите после платформата ми е со водоотпорна ивеница одоздолу, така е направена од самата фабрика. Затоа практикувам да носам пчели кои веќе донеле мед на стационарниот пчелар. Значи, тие се покажале дека веќе имаат капацитет за да донесат нектар, да донесат мед, и тие ги планирам да ги носам, тие ги гледам. И нормално, здрави пчелини семејства. Доколку однесеме некоја со кречно легло или со други болести, тоа ми се случило со кречно легло, кога ја спремам пчелата, не приметувам дека има кречно легло. Али после третиот, петиот ден, кога кидам на преглед, се случува да некоја има кречно легло. Дали е тоа од стрес, што при селење, или од самата пчела, тоа немам утврдено, али предпоставам дека може би се и двата разлози зашто се случува тоа. И уште зашто е битно да селиме здрави пчелини семејства, зашто ако пчелините семејства тогаш на приколка се многу блиско еден. Ја на пчеларникот видовте претходно, на метро и пол имам две пчелини семејства. Значи една од друга пчелата е разделена некаде повеќе од половина метар. А кога ги ставате на приколка, пошто ја ги оставам со се приколка на лице место, ја не ги истоварам, така, пошто сам пчеларам, гледам да биде сето тоа, само ми треба помош кога ги товарам пчелите на приколката и после сам си ги носам, сам враќам и кога ќе ги вратам во стационарниот пчеларник, тогаш само да ми помогне некој да ги истовари. Значи, тогаш се многу блиско една до друга и може да се случи налет со болните да влезат кај здравите или здравите да влезат кај болните и се целиот вирус или што и да се прошири на поголем дел од пчелини семејства. Другиот основен предуслов е добра местоположба на стационарниот пчелар. Зошто местоположба? Значи, многу е битен брзиот пролетен развој. Имавме неколку години, пошто ви реков на почетокот дека со Часлав работевме, имавме онака, прегледуваме пчели и имаше голема разлика на прегледување на пчели кај него во Косматици, кај мене во Табаница. Истото тоа сега и со професор Горан го утврдуваме дека тој дел таму има по касен развој, додека кај мене во Табановци има побрз развој. Значи, со Часлав работевме со Горан, немаме некои исти техники, пошто он е ластор, ама со Часлав работевме една сабота кај него, недела кај мене. И утврдивме дека многу понапредни ми се пчелите во Табановце, отколку кај Чале у Косматаc, затоа зашто на Часлав првата паша му е драка, сега добро, колко се фацелијат може би сменето нешто, ама првата паша по-јака паша му е драка, доколку кај мене тоа е багремот прва паша, имаме, успеавме да собереме пред 2 години, излезе некој по-чист багрем, така да, али секоја година ми се превејува тој багрем у целиот мед, пошто нема доволно мед за да изврцаме само багрем. Близина на пат.
Тоа е брзиот пролетен разлог, зашто што побрзо ги преселиме, што побрзо ги развиеме пчелите, тоа имаме поголема можност да ги селиме било каде и не треба. Можеме да фатиме 2 багрема, нели, со тука во Табановце првиот багрем, па после да ги носиш на повисоко, мада ја не одам на такво селење, после ќе ви кажам зошто. Близина на пат. Зашто ја мојата приковка е поголема и потешка и за влечење и за возење и со неја гледам да имам поблиско до пат, зашто да не се заглавам, пошто не е само да ги оставиш пчелите таму и после да чекаш со хеликоптер некој да те извлече, него треба и да се вратиш дома. Тоа ќе го збориме после во другите услови и пристап до пчелите. Зошто пристап до пчелите? Зашто ви реков дека сам пчеларам, сега оваа година Александар ми помало си помагаме пошто сме близко тука еден до друг. Значи, на мене ми е потребна помош само да ги ставам пчелините семејства да ги ставам на приковка. Од тука натаму се ми е испланирано да можам сам да радам. Една година, пошто нели се враќаме сега, ја ви кажав дека ќе зборам од лично искуство и ќе ви ги кажувам и добрите, а и лошите страни отворено, пошто немам што да ве кријам, зашто некој да се зезне за нешто што сум се јас зезнал во некои мислења или работи. Селевме пчели на Анасон. И се отвори една кошница, бевме ја, Часлав, Горан и уште еден мој близок роднина. Кога ги селевме натаму, немаше никаков проблем со него. Значи беше укасен, убоден неколку пати од пчела, ама се испил он на време лоратидин и тогаш супер поминавме. Ама треба да ги вратам пчелите назад. 2-3 пчели го уаба, кога се подува човекот, брзо, они носат пчели, ја со него во брза помош да си прими инфузија и тоа остана таму, и сега они луѓето тргнале да ми помогнат, ме чекаат пред Табановце, клучеви во мене, овој лежи ници, овој да го средиш, нити онаму. Тоа е проблем и затоа сум рекол од сега само уекипирање, само пчелари и логистиката е за друго. Логистиката е да се спреми нешто и предходно и пред тоа, значи во меѓувреме додека ние селиме некој нешто треба да спреми. Припрема за селење. Ова е втората точка од селидбеното пчеларење. Ако на некого нешто не му е јасно, слободно може да ме праша, пошто да не биде после сме заборавиле. Ја ги бележам на крај. Да. Добро. Избор на пчелини семејства и кошница за селење. Ова го работам при преглед. Значи тогаш отварам кошници, ја у пролет често ги гледам, тоа е негде првото селење ми е негде после Багрем во Табановци. Значи Багремот почнува негде од 5 до 10 мај, за разлика од оваа година што преска зборевме со 20 април ни беше. Значи од 5 до 10 мај ми почнува Багрем, откако ќе ми заврши Багрем, првото селење или желбата некоја кога сакам да биде да селам пчели во Пчињак на другата локација што ја имам. Тоа ја успеав да го направам 2 години. Ги однесов пчелите таму, ги истоварив и после се вратив по други пчели за да ги носам на друга локација. Значи од самиот преглед јас гледам дали таа пчела покрај тоа првично ми е дали донела мед. Ако донела горе мед први во Багрем, значи таа е спремна за селење. Али не секоја што ќе донела мед ја ставам да ја селам, затоа зашто потребна ми е и јака пчела и за тука во Табановце, пошто за во Табановце имам некаков специфичен и за мене многу убав мед и затоа гледам да ги поделам, да кажеме ќе оставам една тука, една ќе носам, па оставам една тука, друга ќе носам,
така да гледам да бидат порамномерно распоредени. Доколку немам доволно за оваа година, така направивме, доколку немам доволно пчели за селење, тогаш гледам да направам барем од 2, од 3 да направам една што можем да ја селам. Не е тоа убаво, нели, мешање на рамови, ама некогаш и тоа мора да се направи. Квалитетна матица, зашто ми е битно? Затоа зашто, како прегаска што кажав, да имам што повеќе легло во кошница и да нема роев нагон матицата, зашто тоа ми е многу битно да не е во роев нагон. Ако е во роев нагон, колку сака нека е јака и колку сака нека има донесено мед во полумедиштето, таа останува тука, зашто никој не ми гарантира дека нема да ја тамо бркам на гранкап, така да боле тука да остане или ја делам одма. И додавме до апитехничките мерки. Тука малку повеќе ќе ви објаснам што работам пред селење. Значи, на овој преглед, првичниот преглед, тука ги гледам и веднаш ги спремам, пошто ми е испланирано да одам за, да кажеме, 3 дена да ги селам пчелите. Целата ова презентација не можеме да ја базираме на пчеларник. Ова сега што ќе го кажувам, ќе ви кажам како работам на една кошница. Зашто зависи колку е и каква е таа кошница, во моментот одлучувам што треба да направам со неја. Не одам по никакви календари, не одам по тоа, одам по тоа што ќе го видам. Значи, отварам кошницата и гледам доколку е јака, доколку има многу пчела, гледам, бројам рамови. Ако видам дека има полно рамови и дека нема место више пчелата кај да работи, значи тогаш од таа пчела, пред некој ден разговаравме со професорот Горан, не намерно, случајно го правам како да кажам, не блокирање на матица, него од таа кошница го одземам целото отворено легло и си правам, ќе одземам 2 рама, претежно, пошто оние другите се 90% затворени. Ќе ги одземам 2 рама без матица нормално, со моментално што се наоѓаат пчели на него, ги тргам на страна, имам едни 4 земено, од 2 друштва правам едно оплодњаче, имам произведено матици до тогаш, пошто ова збориме некаде 20, 25 до 30 мај првото селење, пошто првото ми е тука, во Табановци ми останува. Значи ги зимам двете рамки и ги носам во еден нуклеус. Правам од нив, од другата уште 2-4 рама со отворено легло, со тие пчели и они биваат одлични за после. На тоа место зависи од пчелата. Ако е многу јака, тогаш можем да ставам една сотна основа и еден полумедичен рам. На неколку луѓе го имам кажано, полумедичниот рам го користам како, имам неколку намени тој полумедичен рам. Повеќе ќе се задржам кога ќе правам она презентација за пчеларење со дадан блат, не селидбено, него само пчеларење. Значи, ги оставам да имам кај пчелите да работат. Значи, им давам да влечат восок, им давам простор да матицата да носи јајца и турам, а кога ќе турам две основи, им давам повеќе место да се она развива за да има повеќе легло. А кога ќе турам еден полумедичен рам, тоа ми е за со тој полумедичен рам, првин кога ќе ги однесете на паша такви пчели, прво што ќе направат, тој полумедичен рам ќе го излечат и ќе го наполнат со мед. Значи, тука имате прв мед што ќе може да си го повлечете. Значи, тука добиваме негаде околу кило и пол мед од тој рам. После она, пошто е јака пчела, продолжува доле да носи трутовско саќе и тука почнува матицата да носи трутовско легло. Кога ја после 5 дена од селењето ќе отидам и ќе видам таква пчела, значи ја тоа трутовско легло и го тргам на страна, фактички со тоа и правам, си зимам восок, нели, и правам биолошко третирање од
варова. Со тој еден рам. А тој еден рам после можем, кога е полн, си го префрлувам во полумедиште горе и ставам друг или тога ставам сотна основа за да си продолжи пчелата. Па тоа ќе кажам зависи од тоа што во моментот ќе видам во пчеларник. Другото она што е со две сотни основи, ги оставам двете сотни основи и на првиот преглед гледам што се случило со не. Не ретко се случува да и тие се наполнети со мед, пошто они прво, нели, надпреварот е доле, прво кој ќе преовлада дали матицата со јајца или пчелата со нектар. Значи тоа е едно од апитехничките мерки, двата начина, а може некој ништо да не дирам, значи така ја гледам, така ја носам. Проверка на кошници. Значи при селење ја работам со пластични подњачи и дадам блат со 48-ца, тоа не е ни толку битно, али работам со пластични подњачи и 90 и скоро више 100% ми се нови кошници. Тие старите веќе ги отфрлив, имав и 12-ки, али тие се многу тешки за селење, со тоа ми беше првичното селење. 2 години селев 12-ки, тоа е мака. Тешки, не мора да има мет у нима, самите и тоа некои бугарски, некои тешки со 2,5 сантими даска, тоа сама без пчели и без рамки да ја понесеш, па е тешка кошницата. Доколку има некои отвори, например скршена кошница или испаднат чвор, тоа или го санирам тука на место, или ја менувам кошницата, ставам во нова кошница и тогаш таа пчела ја спремам за селење, али гледам, пошто работев претходно со брат ми, он е малку има страф од убот од пчела и затоа гледа да види што поможе херметички затворено. Верувате дека еднаш ми успеа да преселиме на 3 локации, бевме за една ноќ и ниту една пчела не излезе од кошниците. Толку беа затворени, толку, ама тоа го спремаш и без непотребни отвори, значи се што ќе видам дека штрчи некаде, се гледам да биде затворено за да не ми се случи, пошто порано на почетокот селевме у сами возила, па знаете што може да се случи внатре во возило ако се отвори некоја кошница излезат. Мене уште ми се случува тоа нешто со овие, ги занемаруваме овие нуклеусчиња, мало е, ќе го однесам до тука, до вамо, ама оно баш тоа мало на една дупка се отвара, не залепено, само што направено и се отвара. Припрема на кошници. Самата кошница кога ќе ја видам, значи прво ги отстранувам сите непотребни елементи. Значи ја работам со матична решетка, ама матична решетка без претежност, без рамка, него се цела е матична решетка и легнува на сатоношите што се. Значи метална. Метална, пошто јас сум дадам блат, али со димензии на ЛР. Изимам ЛР-ова матична решетка и она влегува точно по страните. Некој по-стар сандак или поручно направен може да измрда за некој милиметар, али вака ми се супер и ретко која користам. Обично имам и такви со рамки, тие ги оставам на стационарниот пчеларник, зашто тука ми е па по-лесно за манипулација, не морам да работам ништо друго. Значи хранилки, полумедишта непотребни пред селење, ако има донесено нектар, пошто нели реков дека ги селам оние што веќе донеле нектар. Значи ја ги зимам тие рамки, ги ставам на една пчела да ми го чува, пошто обично кога ќе почнам да селам тоа е незатворен мед. Уште и сега ја не можам да го земам за врцање, него го давам на некоја појака пчела да го дополни, да го затвори, да можам после кога ќе решам да врцам. Значи тоа да си олеснам и на себе, да не носам мед натаму па да враќам наму, него тоа се гледам да извадам. Хранилки, мрежи за прополис, тоа ставам, чим ќе го ставам полумедиштето, веднаш ставам мрежа за прополис. Кога ќе се извади хранилката, нели останува отворот горе, ја тоа веднаш го лепам,
зашто при транспорт на таа пчела се случува да повеќе пчела има горе во капакот него доле во самата пчела, пошто они изнемирени, гледаат отвор, гледаат да поминат. И тоа се затвара, значи да гледам да не излета ниту една пчела. Затварање на помошни лета, тоа го правам, например, ако сум решил денеска да селам, ја тоа го правам или са бајлето или да кажеме еден ден понапред, за да можат оние што се навикнале горе да влегуваат, мада морам да ви признам дека кај мене ретко некој оди на помошното лето, ќе се вртат 10 пчели. Тука поголемото влегување и излегување е од главното лето доле. Врзување на кошници го правам уште при самиот преглед, значи кога ќе ја спремам, кога ќе кажам ова ќе иде на селење и ја тогаш имам едни кајши што после ќе ги покажам, ќе ви потенцирам за овој дел. Значи веднаш ја врзувам и тоа ми е индикатор дека таа кошница треба да иде на селење. Значи сум ја врзал, она е се, затворени се сите дупки и таа е спремна за селење. Само го чекаме моментот кога треба тоа да се изведе. Затварање на главното лето пред транспорт. Значи тоа го работам ако сме се договориле, пошто после ќе ви кажам, ја селам навечер и ќе ви кажам и зошто селам навечер. Ќе отидам ја понапред од сите, обично Горан, Лаки тука ми помагаат околу тој дел. Ќе отидам ја порано, они се уште по паша и при стемнување тогаш го затварам долното лето и турам сунгери, пошто ми се случи еднаш на пластични подњачи, пошто они имаат тоа можност клик, тој клик го има да затворат комплетно, ама не е сигурен тој клик. Може да се отвори, малку да мрдне кошницата, малку да е водотворена, кога ќе наездат пчели од оздола може да го отворат и они, затоа ставам сунгер, исечен специјално за таа намена и тогаш пчелата е спремна за првиот транспорт. Ајде сега да видиме од опремата што ми е потребна за селење. Основна пчеларска опрема: блуза, скафандер, ракавици, пчеларски нож и димилица. Ова се стандардни што сите ги имаме нели во пчеларник. Ја цело лето ми се случува понекогаш и цело време да си ги возам у багажник, али и кога селам пчели нон-стоп мора да имате вако, пошто не знаете што се може да се случи по пат. Може да ќе треба некаде да се интервенира, не една се случило дека треба да интервенираме, да се затвори некоја дупка, се изместила подњачата за малку, не убаво врзана, се отворила некоја дупка што ни ја не сум ја видел ни самиот преглед, али за тоа обавезно, значи еден, обично селиме, двајца, тројца, еден мора да имаме, барем една опрема да имам со себе. Помошна опрема: прскалка за вода, парчиња сунгер спрема отвор и самолеплива трака. Самолепливата трака ја користам во случај на незгода, ако ми се отвори некоја кошница, да се призалепи, пошто тогаш немаш време за ништо друго да работиш, значи мора најбрзо што можеш да го затвориш отворот. Парчиња сунгер, пошто може да се случи некаде и да се скрши нешто, па да закукаш таа дупка, да затвориш со сунгер, па пак лепак од озгора. И прскалка за вода, не знам ова дали го имам прочитано негде или јас ми текнало нешто. При самото затварање на пчелата користам прскалка со обична вода, зашто они се нели пред селење, они сите стојат на лето напред. Пошто овие пластични подњачи имаат лето колку 15 сантими на 3 сантими и тука се полно пчели. Сега тие пчели ја не можам да ги оставам надвор, морам да ги внесам во кошница со прскање со вода, имитирам дожд и они сами си влегуваат внатре без ниедна да полета, него они мислат дека почнува дожд, си влегуваат внатре, јас само си турам сунгер, тој сунгер е мокар од таа вода што им служи на пчелите после за да
во транспорт доколку им потребна вода да користат, мада не верувам дека до толку им е дошло до вода. Они гледаат да спасат глава, пошто не знаат што им се случува. И у случај да по пат се случи некоја незгода, падне, имавме прилика да падне цела кошница од приколка, значи тогаш пчелите освен со вода друго никако не може да ги приберете внатре, они се разлазат по цела кошница и тоа ќе треба да изгубите 2 сати да чекајки да они барем половина влезат, затоа со вода димилка мислам дека не помага колку што помага вода. Пробајте, отидете еднаш на пчеларни, пробајте со димилка колку ќе утерате пчели и со вода колку ќе утерате пчели, па не мора ни да ги селите. Еве ја прскалката, ова ја користам затоа зашто некогаш кога нешто работам ја оставам, има повеќе пчели, ја оставам она сама да си прска додека ја затворам претходната. Па не ја поместувам на следната кошница, она таму прска, ја ова веќе што е утерана внатре само турам сунгер, затварам со тие работи, со летото и е спремна за специјална опрема, значи овие горе првите две се опреми за секако селење. Значи тука ви требаат ова за секако, за секое селење. Дали ќе нуклеуси селите, дали ќе селите мини оплодњаци, значи ова пожелно е да си го имате секогаш ова. Ова се специјална опрема за поголем број на пчелини семејства кога селите, мада и од тука, например, каиши за врзување ви требаат, за селење ви треба приколка, али нели, зависно од бројот. Например, ја кога селам нуклеуси, селам... Колко сме време? Не има време. Кога селам нуклеуси, тогаш ги турам во кола, не ми треба приколка, приколката ми е, пошто ми е голема, не ми се влече само за неколку нуклеуси. Али ајде ќе почнеме, ќе ги одиме еден по еден. Значи ова е мојата приколка сега што е моментално што имам. Тука ќе ви кажам и неколку работи кои доколку некој сака да почне да се занимава со селење, што да внимавате. Пошто ја не сум знаел, не сум имал искуство, никој немал што да ми каже, така да ова е мојата приколка, она е долга некаде 4,5 метри на 2,10. Значи ова ќе го кажеме дека ова е должината, ова е ширината, после ќе ни треба за каишите кога ќе збориме. Значи двоосовинска е, носи до некаде 3 тона и 700, самата е 2,700, значи комотно вака како што ја гледате, можам на неа 27 кошници да ставам. Ова приколка е мојата идеална замислена приколка. Така треба оваа приколка да изгледа. Еве го тој непропустив водоотпорен иверица. Еве сега како е зазимена. Пошто кога ќе одат пчелите на зимување, оди и приколката на зимување. Една година повеќе ја користев за организирање на свадби, за преселување на стали и столови, не отколку за пчели, ама и за тоа ќе се најде. Значи ова е за мене идеалната, што треба да ја имам. Значи оваа приколка е планирана да може да собере 30 кошници, така што 10 кошници ќе бидат од една страна, 10 кошници од друга страна и по 5 кошници во средина што ќе се извлекуваат на напред и 5 кошници што ќе се извлекуваат на задна страна. Тоа е нешто што планирам. Тие ќе бидат тука по 5 кошници врзани на еден капак. Тоа ќе се прават специјални капаци тогаш, ама тоа е откако ќе го направам тоа, откако ќе почнам, следното пак ќе дојдам пак ќе ви кажам како е со тоа. Соодветно возило, значи ако селите, ова е најсоодветно возило по мене, зашто ова се помага, ама тоа кај нас е малку и скапо и се заборавив да кажам за приколка, да се вратам. Ова приколка треба секоја година да се регистрира. Значи тоа не е мал трошок, негде излегува по 100 евра е
регистрација и осигурување. Осигурувањето е смешно 300-400 денари, али техничкиот преглед е негде околу 5000 денари. Има некоја можност, за тоа ви кажав дека ќе ви кажам што сум се јас зезнал, пошто ја имам регистрирано, атестирано како приколка за транспорт, и таа приколка за транспорт мора да оди секоја година на тестирање. Доколку од производителот, тоа не ми го има кажано он, оваа приколка сум ја наменил за специјални работи, како што е пчеларство или транспорт на чамци. Тогаш оваа приколка не треба да иде секоја година на технички преглед, него не знам, мислам дека на 4 или на 5 години, пошто ова си има своја собствена регистрација, може кој сака да ја води. Доколку за оваа приколка ви е потребно и БЕ положено возачка дозвола. Оваа приколка не се вози само со Б. Ја прво тоа направив, полагав, па тогаш ја купив. Значи, цената е некаде околу 3000 евра беше, сега не знам колку е, тоа ја имам ова веќе 5 години. Значи, тоа внимавајте, што ќе побарате, со какви спецификации ќе ви ја даде продавачот, пошто ова е купена, што викаме, од салон, од продавница за такви работи. Тоа е многу битно, зашто да си ги намалите трошоците. За мене ова е најдоброто решение за селење, затоа зашто, пак ќе кажам уште еднаш, ќе се повторам, јас сам работам. И многу ми е на секое селење си ставам ливче, ако го гледате тука малку се види. Немам многу слики, барав, имам 2 телефона упропастено и немам слики на овој, немам ништо пуштано посебно да имам повеќе слики од селење. Значи, имам ставено ливче каде што пишува дека доколку ви сметаат пчелите, слободно да ме побараат, оставен телефонски број. Тој ден нема да можам, ама ноќто сигурно ќе отидам и ќе ја дислоцирам приколката, ако треба ќе ја вратам и дома, само не сакам на никого да смета, пошто одам на договорени локации, ама не секогаш. Одам и на локации каде што ќе видам дека необработена нива, не работел, се гледа со години, и тука ќе паркирам доколку мислам. Само гледам да не е паркирана покрај пат, да не му смета на некого, влегувам ја малку повнатре, по се кријам, не се кријам, него гледам да помалку да смета на некого. Значи, доколку ми текне уште нешто за приколката, пак ќе се вратам, или доколку има нешто, после ќе ви објаснам. Овие се најубавите начини за селење, реков. Може селати со трактори, ова се приколки. Има зошто почнав да селам со ваква приколка, пошто ја не ја враќам, не истоварам пчели од неја. Ја ја оставам така. Зошто? Зашто имаше еден пчелар, одиме кај него и викам, земи си бе од контейнер, он продаваше. Земи си контейнер, зошто не си земеш контейнер? Викам, контейнер ако земам, треба некој да ми го вози, знаеш. Па ќе дојдеш кај мене. Па викам, ја баш за тоа неќам контейнер, зашто треба да зависиш од некого друг. Ако ми се јави овој едниот да ми каже ми смета приколката, ја треба да го молам еден да дојде, па он не можел денеска, бил на слава, бил на свадба или било што, не може да дојде, ја ќе останам, ќе се нервирам цело време, затоа вака ми е најбо. А плюс на сето тоа е многу скапа работа. Значи, он сакаше да ми продаде контейнер, за да ја од него го викам и он да ми зима дополнително пари, а едно селење, верувајте дека сигурно не е испод 50 евра, пошто пред некој ден зборевме со еден наш колега пчелар за селење на пчели, и он вика, ја имам приколка, ама мене ми треба шлеп служба да ми однесе до таму. Викам, знаеш ли колку кошта шлеп служба? Значи, една шлеп служба, ја имам шлепано еднаш возило од Скопје до Куманово, мислам дека некаде околу 7000 денари, од Скопје до Куманово. Може, па не знам, значи, сигурно ќе иде многу повеќе. Замислите да треба да ја селиме, да селам приколка таква у Неготино, на Драка. Значи, тоа ќе ми земе пола од медот што го има донесено пчелите, ако донесе.
Значи, ова се возилата, ова ми е убаво исто возило, намерно е најдов оваа слика, ова ми е супер, зашто вакво возило, зашто е повисоко, можеш да влезеш со неа на понерамен терен, а ова ми е желбата, што е јако и може да излече приколката што ја имам на по лоши места, зашто и тоа не сум го знаел кога купував возило за мојата приколка, ми рекол дека најбитно, пошто не сум ја од тие што се знаат, тој дел не го знам, ми рекол дека коњажата на возилото е многу побитна од кубикажата. Ако сакаш да имаш да ја влечам мојата приколка, сум требал да најдам моши фиќо со поголема коњажа отколку што сум купил со поголема кубикажа. Кубикажата вика само повеќе троши и е по-луксузна, по-скапа за одржување. Додека коњажата од колата на колата било по Коњажа, тоа ја не го разбирам, што е, моќ ли е коњажа? па не сила на мот. Коњски сили. Војнски сили. Коњски сили. Да. Ја не сум знаел дека е тоа побитно него отколку јас сам мислеа боле ќе купу 2500 кубика појако авто. Не, коњажа била битна за да може да. Пошто имав еден случај да селев на пъклиште. Тоа е знаете каму на Герман планина горе. Селев на пъклиште и на последната кривина пред пъклиште, тога селев со пасат. Одвај излезо на последната кривина. Се идеше супер гладко, на последната има една кривина. Не се ни надевав, пошто неколку пати одем на тоа, не се ни надевав дека тука ќе ми направи проблем таа кривина, ама кога влечеш приколка е едно, а кога возиш само со кола е друго. Значи, ова е тој дел од опрема за селење каиши. Ја ги користам овие каиши највеќе, овие со овој механизам. Они се добри за врзување на кошницата, али ако селите со тарга, ако не ги носите кошниците со тој каиш. Зашто ако ги носите со тој каиш, овој каиш тука попушта и се разлабавува и може да дојде до отварање на кошницата. Овие каиши ги земавме со овој ваков, не знам ни како да го кажам, механизам. Шнола, да, со шнола. Професорот Горан повеќе ги користи, јас земав, пошто видов дека се по-цврсти за носење, ама мене ми се погоди некоја лоша серија, внимавајте на тоа, пробајте ги пред да почнете со нив да селите, зашто од 20 што ги купив, 15 ми се искинаа тука на првиот штеп. Предпоставувам дека некој скапан конец или нешто, треба само да се прештепуваат, али сега тоа е... Па може да е. Не знам што е разлика. Значи, ја претежно овие ги користам, ама земав за проба вакви, кој држи, стварно држи, значи кога ќе стегне овој каиш не попушта, али ми се случува такви работи да тука ми се откачуваат. Користам овие се ефтини со крцкалки, 5 метарски се. Проблемот кај нив е што после известно време се разлечуваат и не се прави лентите и ова железна рачка им е многу мека, може да се случи федерче, затоа ја имам секогаш минимум 3 резерва. Еве ви го сликал ова што не е ни отворено и со овие каиши ги врзувам самите кошници без капак. Значи капакот ми е дозгора за да ми држат повеќе, значи го врзувам полумедиштето, поклоп, збегот и плодиштето со подњача. Пластичните подњачи се добри за селење, зашто они доле имаат еден жлеб кај што поминува овој каиш и не доаѓа до оштетување на каишот, може слободно да ја влечеш по платформа, а мојата платформа е така рапава, така да ако турам дрвена подњача, ќе се искине каишот од самиот под.
Ова се камионски каиши, ја така ги крстив, тоа не се 5 негде 5 сантиметри широки. Овие ги врзувам, значи кошница посебно, со овие врзувам по две кошници, значи по ширина, они се 5 метра, ја немам толку 5 метра ширина, а со овие два каиша ги врзувам по должина, значи од почетокот до крајот на кошницата со нив. И кога ќе врзам така, значи нема мрдање. Ова се тарги за носење, така ја ги знам, пробав да ги најдам да им најдам друго име, ама на интернет, ама или носилки или тарги, така да ги тргнеме од носилки, боле тарги. Ова ја имам ваква тарга, она е добра, цврста, али има една мана што е целата уоквирена веќе, мора да ја облечеш преку кошница или да тргнеш капак, па тогаш па враќај капак. Овие се на професор Горан тарги, овие се подобри за такво нешто, значи полесно се фаќа кошницата од самата платформа за разлика од оваа мојата. Еве како функционира мојата, значи во долниот дел ја фаќам со кревање од двете страни, она самата тежина на кошницата га прави. Ја вака ги врзувам, само капакот е слободен. По мене оваа тарга е пофункционална, само треба 1-2 пати да пробате со неја за да видите, пошто може да се случи со неја лошо да фатиш, да се откачи. Со оваа не може да се откачат, али е потешка за зимање на пчели и за оставање. Погломазна е, поширока е, така да тоа е тоа. Од делот опрема за селење не сум ја користел на платформа, ја користев во стационарниот пчеларник СМС Вага. Минатиот пат колегата од Штип ја спомена СМС Вагата. Мојата идеја беше таква како он што рече дека ќе чека таму. Ја не сум многу задоволен од СМС Вагата, претпоставувам ради подрачјето кај што ми е Табановце. Таму се случува често да снема струја и паѓаат сите телефони, нема телефони и ова СМС Вага пробува нон-стоп да се конектира на тој телефон и доколку не успее за 2-3 сати да се конектира, она ја црпе батеријата и тогаш џабе ти е после, и кога ќе се конектира, остануваат уште 3-4 пораки да ти прати и толку више батеријата е слаба. Сега ја планирам да ја пробам у Пчиња, таму ќе оставам и ќе пробам, пошто Пчиња е малку по центар, онаму дека граница, и може би за тоа е, па ќе пробам, па ќе ви кажам идниот пат, инаку он спомна нешто околу, за тоа и намерно ја го турив овој дел, многу помага во пчеларникот, многу помага и при селење, зашто еве информацијата што ја добивате со СМС Вага. Сега ова СМС Вага може да се штелува на неколку начини. Ја користам 2 начини, значи првиот начин е овој начин, ги добивам податоци, а ги добивам така што е сетирана да праќа информации секој сабајле во 7 и секоја вечер во 20 часот. Ова намерно го пишав тука 19:01. Значи во 20 часот кога пчелите се внатре, претпоставувам и летно време кога поголемиот дел од пчелите е соберен внатре, ја кажува тежината колку била вчерашниот ден. Покажува нето колку е разликата од вчера до денеска и моменталната тежина на кошницата. Температурата која што е надвор, пошто она има замерење на температура, сигналот кој е, значи која е јачина на сигналот, дата за кој праќа, време кога е пратена и батерија. Колку е батеријата полна. Ово е тој начин што она сама се вклучува во 7 сат сабајле, мери и праќа информации, навечер во 20 часот се вклучува и праќа нова информација. После навечер кога ќе добијам информација, тогаш и праќам јас на неа СМС од мојот телефон Тара, така е тарирање на вагата, и ово износ што е тука 57.75 ќе го качи горе,
а утре ќе ми даде тука нов износ, а другото сетирање е на ваш повик. Значи, вртите на бројот на вагата, ја вклучувате фактички, и оно во тој момент ви дава податоци што се во тој момент. Значи, и температура, и тежина, и се. Освен овие податоци што можете да ги добиете, ова SMS вага има и друга функција, можете да ја користите како аларм на пчеларник, пошто она е сетирана доколку одеднаш она добие намалена тежина за 3 килограми, она го пали алармот и ви праќа веднаш SMS дека нешто се случува на тој пчеларник. Значи, пчели не можат да изедат одеднаш 3 кила мед или да излезе 3 кила пчела. Тогаш она се пари и ви праќа сигнал дека нешто се случува. Си има, сега да не ви ги објаснувам постапки, како да додавате, па што прво стискате, тоа веќе не ви интересира. Ако некој има, може би знае, може би работел со ова, ако има некое друго искуство, би сакал да знам и ја нешто повеќе за овој дел. Значи, тоа е околу SMS вагата и останува уште едно GPS уред за следење. Ова јас го немам, го гледав на саем во Белград не на Ташмајдан, него на овој другиот што е во февруар. Сега имаш вакви, овие ги има, сега се продаваат и на овие брзи пратки. Ефтини се, ама проблемот кај нив е што за овој GPS ти треба SMS картичка тука да ставиш и да го бареш. Значи, ова е само за едно нешто. Сега ова е добро да ставиш на приколка и да знаеш ако некој ти однесе приколката, кај ти е приколката. Сега помодерна технологија има, значи има еден уред, побарав на интернет, јас го немам, побарав на интернет да го најдам, да ви пуштам барем слика. Не можев да најдам, ама еве вака ќе ова сам, тоа се истите уреди, само во една купола имате турено една SMS, една сим картичка. Една сим картичка имате турено во еден уред и тој уред е скриен, да кажеме, во подножјето на приколката. Затворен, заштитен некако. Он има можност на него да приклучите 10 вакви GPS-и. Овие 10 GPS-и може да ги ставите во секоја кошница, дали на подњача, дали узбек, а чак што више се распрашува за тој дел, можете и на самиот рам да ги вградите. Значи, тука, нели, ако е он украде една кошница, вас не мора цела да ви приколка. Ако ви украде една кошница, одма алармот ќе ви јави на вас дека нешто се случува. Има сега камери, па се вклучуваат камери, па може и тоа да се стави, ама тоа е нешто понапредно, тоа е... Мојата цел е тоа, а иначе планирање и организирање, значи се ова да го спроведеш, треба да се испланира. Значи, планирање на изборна локација каде да се селат пчелите. Прво ќе ви кажам едно нешто каде што погрешив јас еднаш, баш на тоа пъклиште што преска го спомнав. Идам 2 пати, многу убаво место, ширина, тука ќе поставам пчели, одлично, доаѓам дома, спремам пчели, се договараме, имаше некоја ротација, едни пчели од едно место на друго место, па таму полази имаш. Да не ви раскажам цела приказка, и на крај стигнувам ја у пъклиште у 1 сат. Навечер тргнувам со селидба од 8. Стигнувам у 1 сат навечер, ја појма немам што ме чека во пъклиште. Сум пошол во панталони, сум пошол во кратка мајца, смрзнавме за 15 минути додека да откачам приколка. И ја турам приколката и си заминувам, среќен, сум однел пчели на пъклиште горе, ќе очекувам мед, тука дубици, све има, се, значи мислиш дека идеално. После една недела, пошто не обично сабота или недела селам, не можам преку денови да идам следната недела, гледам пред пчеларникот, ја гледам приколката пред едната страна, бе вака пчели, викам, може, овој со се напуниле. Ај викам од другу страну нема пчеле. Што е работа, погледно, ветар како дува, овие пчелите од едната страна, овие не можат кај да излетуват, него тука само се валјаат пред кошници у заветар. А овие другите качени горе у кров влезени. Значи толку ветар. Ама што да правиш, веќе тука да сум ги спуштил 10 метри пониско, би биле у некој заветар и таму би биле
послободни они да летат. Кој знае што било една недела горе на паклиште. Ние кога отидовме беше од 32 степени од Драка, кога се качивме горе беше 12-13 степени. Местоположба на локација, експозиција, ова го кажам, експозиција на страни на свет, ветрови, сенка за пчеларникот. Оваа година селевме на сончоглед. Како ги селевме, така ги вративме, со мало население, така формирано од сончогледче, не е битно тоа. Значи, сенка беше топло, ако тоа ви го кажав на почетокот, ако природата е 30 степени, на платформата е 35, може би повише. И за тоа е за пчелите проблем, ама тука више ништо не можам да им помогнам. Само едино да барам некоја сенка кај што ќе ги ставам, ќе ги паркирам под сенка за да барем во најжешкото да бидат во сенка. Тоа се работи што треба да ги пазите. Нели, нормално, вид на растенија, за што ги селиме. Не е само да преселиме пчели, него работа и да видиме на што да селиме. Обично ја селам на Драка, зошто селам на Драка, пошто ја у Табановце немам Драка. Селам на Драка за да видам, пошто може некоја година Табановце да ми затаи, да фатам на друга локација, да фатам у Пчиња, а нели ако сум преселил таму, и третата локација ми е на друга локација, на друга страна на град, за да можам ако двете од трите локации не фатат, барем третата нешто да донесе. Не секогаш е успешно, ако ga има секаде, помалку, така да нема некоја голема разлика, само има голема мака. Вода во близина, ова ви е битно, не за друго, битно е за пчелите, ама и за вас е битно за да ги намалите трошоците, да не треба да одите на 2-3 дена на пчеларник да однесете барем вода, ако ништо друго. Они ќе се снајдат, али е многу побитно да имате некоја вода тука. Ова е сондирање, да видите, пошто ви реков дека приколката е голема, ја морам да размислувам од каде ќе влезам, па како ќе излезам, пошто не е лесно 4,5 метри плюс рудата напред уште 2 метри, значи тоа се 6,5 метри, ја треба да маневрирам, да завртам, плюс кола, тоа е малку потешко, не сум толку вичен за тој дел, али еве, со тек на време више ја научив. И ова ви кажав на почетокот, време на селење, значи и чистење, тоа е расчистување на терен, не секаде е чисто. Кога отидов на паклиште, за тоа и највише се израдував, се беше чисто, ливадичка, мајчина душица расцветана, викам, ово е мелем за пчеле, ама не било. Ветрометина тешка, и ја на најчисто ги остави. Добро, сега, тоа е, мора некад да се направи. Џабе викам на грешке се учи, ама на свој најубаво се учи. Не, имам друга локација сега, се спремам, пошто лани имаше многу слаби пчеле, не мога да носу. Да, сакам на станче да носу. Тоа е на пола пут спрема паклиште, сакам тамо има најде едно, пониско и најде едно место такој зашумено, у шуму, за ветар, па ќе видиме што ќе каже. Тој ќе планирам ову годину, здравје Боже, нели да сме живи и здрави, ако ми дозволи во дома. Пошто имам други приоритети. Значи, расчистување на терен, не еден пут сам требале да се искоси, да се кинев трње, да се исече некоја гранка. Време на селење, ја ви кажав дека ја селам навечер. Сега ќе ви кажам зошто, мислам утек на муабетот ви кажав, зашто пчелите, ако ги селиш преку ден, ако ти се случи нешто, они ќе се разлетаат и им треба многу повеќе време да се вратат во самата кошница. Вака зимно време, ноќно време, кога ги селиш, они само се разлазуваат. Ќе полетат 2-3 пчели, али остатокот се разлазува по кошницата. Тогаш со прскалка ја ги враќам побрзо да се вратат внатре и многу побрзо можеш да реагираш во ноќниот термин, отколку барем ја така мислам, пошто минатиот пат колегата рече дека он преку ден можел,
Ја за сите што кидат со мене или ќе обезбедам челни ламби, или ќе обезбедам светла некој, мада со челни ламби и од кола пуштено. А и брзо оди, кога ќе отидеш на место, ја само откачувам приколка, имам како заштита на приколката користам една шепа, значи она се става на руда, се заклучува со клjuč и тоа не може да ја повлече никој. Тоа е една заштита, втора заштита сакам да биде GPS, да можам да ја најдам, и трета заштита она шапа на гумите што ги ставаат овие по за лошо канџи за паркирање што се. Затоа селам највише навечер и по-лесно ми е, поубаво ми е навечер, зашто така сум испланирал, нели, за мене и поубаво ја можам повеќе да работам навечер, само не ме терете сабале многу рано да станам, али и за тоа ми е изберено навечер. Не сум селе, преку ден селам и тоа чекам да се стемни за да ги преселам од еден пчеларник на друга локација. Организација на селење, значи од како сите претходни споменати основни предуслови, припреми за селење, опрема и планирање, за тога се започнува со организирање на селење. Значи тога се викаат луѓето, тога се почнува се да се работи, се иде по, ја ќе кажам, по чек-листа, зашто сите импровизации во селење само повише проблеми предизвикуваат, ништо не решава од тоа што ќе ти се случи. И на крај, пошто гледам доста веќе боревме, значи завршено селење, сите опуштени, идеме на по некое пиво по пат или понесено или негде складирано, и ова многу убаво изгледа. Најубав дел од селење, само кога ќе се заврши со последната голтка пиво, само ќе ти текне дека ова не е крај, него крај кога ќе ги вратиш пчелите на стационарниот пчеларник. Значи, се од почеток. Само што ваму имаш повише услови, повише време, ваму тоа се треба да го завршиш за еден ден. Ама, тоа што ми е на приколка ми помага многу, затоа што немам носење, само доаѓам на приколката, затварам помошни лета, прскам со прскалка, пчелите улегнуваат, затвараме, па максимум нека и половина час за 20-30 комада, 30 никогаш не сум селел, 20 комада максимум, 20 комада за пола сат ја ги спремам, они чим се затворени, ја тогаш врзувам полека, прво откако ги затварам прикрачувам приколка и после идеме на кај дома. Дома се мислиме сега за истоварање, или носам на друга локација, каде што мислам дека ќе има некоја паша за оваа година, здравје Боже, да не се заречуваме, пошто реков, од третиот слајд, ако ми забрана да селам, ќе нема да селам, ако не, идеме на втора паша, сакам да одам негде повисоко, на шумски мета, ама за тоа ќе видиме какви се ситуациите. Значи, ова се производи, секоја година излегувам на саем, тоа ми е еден дел од пчеларењето, ова е, што викаме, празник наш, слава, излегуваме, се дружиме и сите оние што не, кога ќе излезат еднаш на саем, ќе видат какво дружење и до година пак ќе сакаат сами. И ја толку имам да ви кажам за ова вечер. Сега можеме и прашања, доколку има некои прашања, ќе има сигурно и би сакал да има, пошто може би не сум фатил се. Повели. Интересирам, значи, видиш дека ти седиш тој. Да. Одма ги отвараш или после известно време? Откако ќе паркирам приколица, значи застанувам со возило, прво додека се уште затворени, ја откачувам возило од приколка, се тргаме на страна и ми требаат 10 минути максимум, ќе испиеме дали едно пиво или ќе водичка или ќе се облечам у пчела, пошто тога знаеш што се случува. Претежно они се мирни. У тој момент само отвараш одеднаш, целиот тој материјал ја го оставам во збег горе. Ги местам каде што треба, значи они ми се врзани на средина на приколка, оваа повлечена ваму, оваа повлечена ваму.
Кога ќе застанам, тргам возило, ги враќам на страничните, на страна ги ставам и тогаш ги отварам. Значи тргам, ја немам многу отварање. Тргам Само сунгерче пластични, го само вадиш и сунгерче ваду и готово. И бегам. Вентилација, да. Многу битно за селење, тачно. Значи, вентилација прво имаат они отвор горе, нели, на помош на лето, тоа е малку. Али пошто ми се пластични подњачи, ја одоздола го вадам ја го викам послужавничето, белото, го вадам и тоа е секогаш отворено кога Не, ја извадуга цело. Боле нека е повише отворено. Пошто имам десини ми се едну годину пех забрави да ги ново формирани друштва за однесе ги за работа се нешто други забрави да ги отвору и после 3 дена ми текна дека не сам ги отворија. И сако ние што бева на пластични подњаче преживева што бева отворени, овој имаше 2 угушени скроз. Значи не се имале воздух и сви бева. Значи има вентилација, вадуга одоздол тој послужавниче и мисли дека ќе извадиш па има вентилација. Па да, има, ама тој послужавниче у транспорт може да не може да летне вржано, ама изваду. А не ги ни треба после, пошто после на саму приколку е топло и што поотворено е, тоа е подобро за нива. Барем тоа е некоја перцепција. Ово беше све што ја работам и како работам. Изволте. Ја прво, Зоки, да ви се извинам затоа што реков дека сте предавача, реков наш предавач. На наш предавач и ние ќе ве разбереме кога го турате тоа и кога го вадите. Да. Ќе разбираме. И вие сте презентер, одлична презентација, али за нас сте предавач, така да се извинувам. Ништо, нема проблем. Имам само 3 кратки прашања, површат. Ако? Например, за прошла година. Селевте после Багрем. Прошла година селев само. Ова година. Да, добро. Добро. Селевте после Багрем со медишта разбрав, така? Да. Празни полумедишта. А тој мед што е Багремов или не? Оставу на некој ја не ги селу сви. Ја ги оставу да ми ги чува пошто не е затворен Багрем, пошто овој годину сели на ВКФ, на крај на ВКФ и сели на Сончоглед. Прво си стојава на Багрем, све што донесева Багрем ја тори на другу кошницу да ми го чува, она поваѓа од стационарен пчеларник с празно полумедиште. И носи го на ВКФ. У ВКФ, да кажемо, седева 2 недели, тamo беше чудно, отидемо да погледнемо оно пуно полумедиште, викам за 2 дена овој мора да туриме ново полумедиште, фати некое лошо време, некоја киша, пошто тој забрави да ви кажу, кад ќе видите летоска дека е заврнала киша, да знаете дека јас сам го закачија приколку. Значи, ја немам селено пчеле да не ми зароси. Макар да зароси. Да не кажу дека може да заврне многу. Значи, отидемо, беше лошо време, 2-3 дена, носимо полумедишта, ке туриме још по едно, да изваја, кој погледамо, тој што беше у njega, све се спуштиле доле, изеле, немам појма што, ништо, вратимо си ги полумедишта, дали на 1 или 2 додадемо, и кад решу да ги враќам, ја прво иду, зему ги полумедишта, пуни, пошто тога ги сортирам. Кој има на пунето, туру на едну, паво на njim туру празно, овој после само зему и однесу у стационарен пчеларник или дома у гаражу на врцање. И сега друго кратко прашање, пошто одидеме, значи ви ги селите тамо на овој без со празни полумедишта. Да. Колку на вас ви се исплати тој селење од Давановци у ВКФ, да кажемо, у мед? За селење, Например, колку кошта да. селите? Ако су 10, 15, 30, 50, има разлика. Значи, овој годину селимо 10 кошници на ВКФ, пошто ја кажа још на почеток и на годину дека ја овој годину има многу загубе и тој што ми останава живи ми бева преполовени, слаби, па нема куде.
Значи, ја од два успеа, останови си у Табановце 10 и тие ми донесева мед, донесева ми мед и од ВКФ по едно полумедиште. Се лиги пчеле само да виду да имам мед и од драку, зашто ја у Табановце немам. Поента е дали ви се исплати тоа све? Не увек, не увек. Например, за овој сезону, за ВКФ се исплати, за посебно Симо на сончоглед не се исплати, за пъклище не се исплати. Тоа е битно. Значи не ми се исплати на мене, ради предходно што ги кажа, може да сам ги турија негде пониско, би биле подобро, ама тоа е све можно. Сончоглед 40 и меѓу 40 и Табановце. Тој имаше голем блок. Ова екипа слика за кучињеви, туди беа. Да, Карши. Тој бева, донесева нешто, много, тој малко, зашто колко што има тој сончоглед требаше да има барем по едно полумедиште, ама нема сончоглед, нени меди, тако да